Во наредните 8 дена Прилеп ќе живее со и за театарската уметност. Утре со почеток во 20 часот започнува 51-то издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Прилепската публика, но и гостите кои се очекуваат од сите градови на Македонија, ќе може да уживаат во 21 представа од скоро сите театри во државава. Од нив 12 ќе бидат во официјалната надпреварувачка програма, а додека 9 во ОФ или придружната програма. Од што појдувам кога ги селектирам представите, еден збор го повторив 3 пати квалитет, квалитет и квалитет. Тоа е за мене пресудно. Од сите театри кои што ги гледам, го земам најдоброто. Мислам, тоа што сметам јас дека е најдобро и го носам. Никој пат не правам компромис во однос на квалитетот. Можем да направам компромис ако некој представи се на исто ниво, па да не биде две, па да една да се дуплира, да дојдат двете, да не бидат повторени. Според уметничкиот директор на фестивалот Петар Темелковски, театарот во Македонија секоја година одел во нагорна линија, а причина за тоа биле новите вработувања во сите театри и осовременувањето на опремата потребна за работа на актерите. Со она акција на Министерството за култура подпомогната од владата на Република Македонија, енормно голем број млади творци драмски што се вработија како драмски автори, режисери, актери, се покажа тој квантитет на нови млади вработувања донесе еден многу голем и завиден квалитет. Сите театри функционираат современо фино. Луѓето, младите си работат како мравки по театрите. Се надополнуваат, сите се едуцирани, образовани деца, надарени и сум многу радосен што во сите театарски куќи скоро се подмладени ансамблите начело со Прилепскиот театар. Во наредните денови во Прилеп исто така ќе бидат промовирани 6 драмски текстови од домашни автори кои ги поддржа Министерството за култура. Жири комисијата на фестивалот е составена од 3 члена: Васе Манчев, драмски писател, Владо Јовановски, драмски уметник и театарскиот и телевизиски режисер Јани Бојаджи. Иначе представите ќе се одвиваат во Домот на културата Марко Цепенков, во театарот, меѓутоа и на отворено ќе биде искористен амфитеатарот во најстарата населба Варош. Секако ќе има и одредени монодрами и други перформанси кои ќе се случуваат во централното градско подрачје. Према тоа, овие недела дена ќе биде секако доста интересно, забавно во градот под Марковите кули. Фестивалот утре ќе го отвори представата Име од Театар Комедија Скопје, а на 17 јуни тој ќе биде затворен со Кармина Бурана на Македонската опера и балет.